Денеска во салата на Советот на општината се одржа трибина на тема употребата на смартфоните и конзумирањето алкохол и психотропни супстанции, најголеми непријатели на младите во сообраќајот. Состанокот се одржа во организација на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата и општина Кочани, а присуствуваа представници од повеќе институции. Претседателот на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот Горан Вилковски подетално го објасни значењето на трибината и колку таа е корисна за учесниците во сообраќајот. Покрај активностите во рамките на образованието, односно одржување на еден час по ликовно воспитување, значи со основните училишта, како и предавања во врска со темата на употреба на алкохол, мобилни телефони и психотропни супстанции кои што им смеќаваат или го попречуваат учеството на младите во сообраќајот. Денеска спроведуваме јавна трибина, која што исто така е поврзана со употребата на смарт технологијата, мобилните телефони, влијанието на психотропните супстанции и на алкохолот кај младите како возачи, но и како останати учесници во сообраќајот. И за таа цел, значи, јавната трибина е слободна, значи, за учество кој сака да дојде. Повикани се институции за кои што сме мислеле дека можат понатаму да дадат подршка и да влијаат на зголемување на безбедноста во сообраќајот, особено кај младите учесници со цел ние како општински совет за безбедност, значи, да инициираме заштита на нивниот живот, меѓутоа и да ги натераме да размислат при употребата на овие мобилни телефони, значи да ги подсетиме дека употребата на алкохолот и психотропни супстанции не е добро воопшто за нивниот живот, а не пак и за учеството во сообраќајот. За тоа каква е состојбата на патиштата на ниво на Република Македонија, тој истакна. Од до сега направените анализи дека учеството на возачите кои управуваат возила под дејство на алкохол, значи зазема бројка отприлика околу некаде 20% од вкупниот број на случајни сообраќајни незгоди на ниво на Република Македонија, што за жал е многу поголема бројката кај учеството во сообраќајни незгоди каде што имаме загинати лица, тешко повредени или лесно повредени, односно таму каде што возачите управуваат возила под дејство на алкохол, значи во пракса покажува дека обично завршуваат со потешки повреди, телесни повреди или со смртни последици и некаде од прилика според овие статистички податоци бројката се движи околу 40%. Покрај употребата на алкохолните пијалоци и конзумирањето на психотропни супстанции и уморот се главните причини за се почестите сообраќајни несреќи кои се случуваат на ниво на нашата држава. Од Советот за безбедност апелираат учесниците во сообраќајот да внимаваат и да ги почитуваат сообраќајните знаци, бидејќи полициските службеници секојдневно се на терен и будно ја следат и контролираат состојбата